Вистина е дека во предлогот кој што беше доставен до нас пратениците тука во Собранието на Република Македонија немаше никакво образложение зошто се бара разрешување на јавниот обвинител. И токму тоа, да се бара разрешување на овој јавен обвинител, и владата до Советот на јавни обвинители има пратено едно барање без образложение. Одговорот од Советот на јавни обвинители исто така е без образложение, само дека се прифаќа барањето. И ние сме сведоци на тоа дека барањето е неосновано и неаргументирано. Само стои дека јавниот обвинител непрофесионално си извршувал својата работа. А оваа неаргументираност, која што не е подкрепена со факти, точно дека говори за тенденциозност, која што се темели на принципот на политичка подобна или неподобна личност, која што ни покажува дека станува збор за една длабока политизација. Токму оние кои додека беа на власт постојано зборуваа дека ќе се борат за департизација на институциите, во овие 80 дена покажаа како се партизираат сите институции. Секојдневно сме сведоци на тоа како се полнати министерствата и владата и собранието, агенциите, членовите на управни одбори. По брза постапка се разрешуваат претходните членови и се ставаат нивни политички подобни личности. Ова е факт дека Социјалдемократскиот сојуз од хигиеничар до министер ги исполитизирал сите државни институции. Дека господинот Марко Зврлевски ќе биде разрешен, сите ние знаеме. Ова се случувало во минатото, еве ќе се случи и сега. Јавниот обвинител ќе биде разрешен. Но едно многу побитно прашање се поставува тука. Кој ќе биде назначен за нов јавен обвинител на Република Македонија? Ако имаме во предвид дека сега поставуваат лица не по професионалниот капацитет, туку по критериумот кој повеќе ја критикува претходната власт во минатото, толку повисока позиција ќе добие. Па така, ако го имат истиот критериум за избор на јавниот обвинител, тешко на целиот правосуден систем. Тогаш, навистина, граѓаните ќе изгубат и малкуте доверба што ја имаат кон јавното обвинителство. Односно, сите ние пред време ќе знаеме како ќе заврши секој предмет. Затоа што Социјалдемократскиот сојуз покажа дека подобни личности се само оние кои што били учесници во шарената револуција или нивните членови.